Битолска невладина организација нуди помош и поддршка за основање на стартапи. Сите со добра и иновативна бизнис идеја може да аплицираат за програмата која нуди менторски и тренинг услуги, можност за вмрежување и за презентација на бизнис идеите пред потенцијалните инвеститори. Со проектот и од Битола се може, Фондацијата Преда Плюс деновиве ја активираше акцелераторската програма наменета за идните предприемачи, со која поддршка ќе добијат новите стартапи во нивната рана фаза и поттикнување на развојни и иновантни идеи со менторски и тренинг услуги, нивно мрежување и презентација пред идните инвеститори. Аплицирањето, кое е во завршна фаза, треба да покаже колкав е предприемачкиот дух во Битола и Пелагонискиот регион, зашто во претходните години беше во целосна хибернација. Годинава очекуваме после првата сезона и од Битола се може практично во една заспана средина, поднос на предприемништво, да, во хибернација, позитивно се изненадивме и тоа не охрабри да одиме за втората сезона. Сега втората сезона навистина очекуваме не само по однос на број на апликации да има повеќе од 29, сигурно на кај 50 седиме, меѓутоа имаме и очекување дека идеите ќе бидат уште позрели и поиновативни. Досегашните светски искуства покажуваат дека во успешноста на бизнис идеите идните предприемачи треба да бидат упорни, зашто стартапите многу често пропаѓаат се додека не се дојде до вистинската бизнис идеја. Искуството вели дека на 3 обиди еден предприемач откако ќе пропадне, може би четвртиот ќе биде успешен. Меѓутоа, нас ни е за тоа важно сега да генерираме што повеќе, да охрабриме луѓе да пристапат кон можност за предприемништво, за собствен бизнис и самото тоа имаме поголеми шанси да придонесеме за некои проекти кои ќе бидат поиновативни. Менаџерите нова фондација велат дека тимската работа во буките не е успешна, а повикот ги опфаќа сите сектори во кои се бара иновантна нишка, а според ланското искуство со 29 апликации, апликанти се очекуваат од IT секторот, дигитализација на бизниси, електронска продажба на органски производи, софтверски решенија во организација на бизнисот и така натаму.